Со овај Шевролет го беше наменет исклучиво за председател на Републиката. Него го возев со тој Шевролет. За Методија Андонов Чентов, првиот председател на Република, можам да кажам само добри зборови. Тој беше човек што нема се роди уште наш таков човек. Живееше тој до хотел Македонија во една просторија од 20-30 квадрати, со 5 члена. Живееше толку скромно, не како председател на Република, него како еден обичен работник. Се хранеше, јас му носев лично во канчина јадење да охрани семејството. Тој, кога одеше на работа, јас со Шевролетот излегов од палатата до дома, да го пречекам. Ќе го покарам, ќе му речам повели преседниче во колава да те однесам до работа. Не треба Методија, ќе си одам пешки. Оди со колата назад кај што си дошол. Така истите одговори ги добивав и при одењето дома. Со други зборови, колата беше наменета исклучиво за него, ама ја користеа другите повереници што беа во владата тогаш. Кога ќе овне, тој ја користеше колата само кога одеме на долги релации. Во собранието во Белград, низ Македонија. Низ Македонија кога оди одржаваше митинг, беше пречекуван и испречен од убо пубо. На секого сакаше да му даде одговор и да му помогне. Во најтешките моменти кога ќе има луѓето мака, тој беше тука да му помогне на секого. Кога требаше да одиме некаде, во приватно, да речеме, да дојде во Прилеп, не користеше колата тој. Тој одеше со возот си идеше во Прилеп. Така да не можам да кажам некои лоши особини за него. Тој човек нема таков да се роди уште еднаш. Тој рачунаше за Македонија. Ништо не можеше да го поколеба него. Тој беше против одењето 15-ти корпус да се бори на Сремскиот фронт. Ништо живо нечеше да се сложи. Од тие работи тој исклучиво мислеше само за Македонија и за македонскиот народ. Значи, нечеше да злоупотреби никакво, еден динар нечеше да злоупотреби за туѓи сврхи. Тој, кога ќе одеме на терен низ Македонија, службено, често пати тој плајкаше што ќе дајше ручек. Нечеше да сметка да бара сметка да ја оптерети Републиката. Некој пари трошеше. Од народот беше пречекуван. Од убо пубо. На секого сакаше да му помогне, да разговара со секого, да му помогне во сите погледи. Во душата на народот тој човек беше. Сите го сакаја и го поштуваја како човек, како патриота, како душата и здравието и животот го даде за Македонија.
На 31. јули 1946 година со официјално соопштение до јавноста за прв пат се огласува Министерството за внатрешни работи на Народна република Македонија со подпис на неговиот министер Цветко Узуновски Абас. Одговорницата на Македонскиот парламентарен дом. Веднаш потоа министерот Абас соопштува: при обидот да побегне преку граница од нашата земја во Грција, од органите на државната безбедност е заловен народниот непријател Методија Андонов Ченто. По ова следел аплауз во салата. Обрачот околу Ченто се стега. Близу прагот на семејната куќа во Прилеп, во доцните часови на летната спарна 14 јулска ноќ во 1946 Ченто е уапсен од агентите на УДБА, но речи си дома, а не како што се манипулираше со децении дека е фатен при бегство на границата. Веднаш по апсењето, во престрога конспирација е префрлен во истражниот затвор во Скопје. Четиридесет година, јас во 9 дато, 7 месец, ме поставија првен секретар на партиска организација. Во истото време, значи, даден наредба командантот да бидам прочелник на народната милиција. Значи, има милиција, мобилизира тука 20 милиционери затвор. Јас, значи, како сега што се викаат началници, тоги по општините за Моријево јас бе одделен, како прочелник, значи, како сега што се викаат началници на внатрешни. Во истото време, една ден дојде Вртановски Стојан, и ми кажува, дали знаеш нешто ново? Не знам шо е. Рече, вака и вака, рече, ми кажа Неделко дека сакал да бега Ченто, рече, за Грција. Па Неделко, рече, му се навадил да го носе. И му вела, бе, како така, јас Ченто живее со него, маскара ќе го направа, каде да поеда. Како чути, рече, немој така да зборуваш, рече, отима наредба од Видоа Смилевски, рече, кај ќе се најде Ченто, одма да се вате, да се затворе, кај да е. И немој, рече, да те јади ѓаволот. Кај знаеш ти? Па рече, ми прочитаа наредба. А види ли ти наредбата? А виду. Ами кај го најдоте Ченто? Рече, од дома го земе, рече. Ами дело кај го терат? Одма, рече, тамо кај порта го затераме и оттамо, рече, го земе и Ченто и Неделко, а Митре, рече, од дома го земе Митревски. И рече, одма за Илизо Врвич. Мечтата и непрестајната